Приказна за деца. Непопуларниот Калвин. Хеј, човеку, внимавај! Калвин токму на време погледнал во воздухот и видел како некој портокалов објект паѓа од небото токму кон него. Го погодило директно во главата. Бам! Дали си добро? Еден висок, слаб кошаркаш со искината мајца на кој бил испишан бројот 25, седнал покрај 10-годишњакот. Мислам дека сум добар, кроз овкање кажал Калвин. Извини, удирот ми беше малку прејак. Ќе ти помогнам да станеш. Калвин тешко се одржувал на своите нозе и со слаба насмева се насмеал. Сега би сакал да си одам дома. Се чувствувам навистина добро. Момчето во мајцата кимнало со главата и потем отрчал на самиот крај на кошаркашкото игралиште. Калвин го триел болното чело. Би требал да биде намрштен, ама за вистинско чудо се чувствувал радостен. Кошаркашот кој го погодил со топката бил никој друг туку Џими Толинсон, најпопуларниот дечко во средното училиште. Тоа бил прв пат да мокниот Џими Толинсон го приметил Калвин. Може би ќе станат пријатели и заедно ќе уфрлаат баскет во кошот. Сите негови пријатели би биле вчудовидени кога би почнал да се дружи со Џими Толинсон. Следниот ден, после школата, Калвин забележал како му се приближува JT. Хеј, човеку, како ти е главата? Го запрешал високиот дечко. Калвин ја допрал својата темна дамка над окото. Добро е, не боли. Калвин погледнал наоколу да види дали има светоци на оваа втора средба. Татко ми вели дека оваа модрица ќе ја снема за неколку дена. Двете момчиња се упателе кон држачите за велосипедите. Кажи ми, сакаш ли да заедно го поминеме ова попладне? Би сакал да ти покажам новите патики. Што мислиш за тоа? Го запрашало високото момче. Калвин не можел да верува на своите уши. Најпопуларното момче во школата го покосило со тврдата кошаркашка топка. А сега и ова. Секако, заблескало момчето. Ајде да одиме. Така тие двајца оделе низ пространата куќа на JT, а потем се качиле до неговата соба. Куќата била празна, бидејќи неговите родители биле на работа. Калвин изустил долг и длабоко вау, кога го видел телевизорот на JT, системот на CD и компјутери. Сите најнови Nintendo игри биле на масата. JT на Калвин му ги покажал сликичките на кошаркашите. Калвин дотогаш немал видено таков избор. JT во една од своите кутии дури имал несвиена слика од Роберт Клемент. Погледни го ово, кажал Џими Толинсон, отварајќи го ормарот. Бил препон со облек, и тоа скапоцена. Кожни јак, убави одела. До зидот биле наредени патиките. Од каде ти е се ова? Го праша Калвин. Џими Толинсон се приближил до својот ормар. Не е тоа ништо. Само ќе продадам неколку пакетчиња од оваа роба и ќе добијам пари колку ми е потребно. И тогаш кренал неколку пластични кесичиња исполнети со таблетки кои личи на жолти каменченца. Човеку, тоа е како пари во банка. Тоа го продаваш? Го запрашал Калвин. Да, на аголото, понекогаш и во школото. Ништо страшно. Само треба да внимаваш на полицијата и да си ги почекаш муштариите кои тука поминуваат. Моите родители не знаат за ова ништо. JT се свртал околу Калвин. Сакаш ли ти да пробаш? Бесплатно е. Калвин поскокнал. Парно не би. Робата како дрогата, алкохолот и цигарите може да те убијат. Џими се насмеал. Зборуваш исто како и глупите телевизиски реклами. Јас добро се чувствувам. Моите пријатели исто така. Сигурно сакаш да бидеш мој пријател. Зарем не е така? Калвин бил во неприлика. 2 години сонува како би се уфрлил во тоа друштво. Сакал да биде со Џими Толинсон, талентиран, популарен атлет. Ама дрогата, тоа е нешто сосем второ.
тие се опасни за телото. Не можеш да се ослободиш кога ќе почнеш да ги земеш. Покрај тоа дури се и забранети. Цената на ова пријателство е многу висока. Морам да одам, тивко прозборил Калвин. Како сакаш, му одговорил високото момче и со раката го упатил кон вратата. Кога ќе посакаш убаво да се чувствуваш, кажи ми, тоа може да го средам на лице место. На Калвин му се треселе нозете додека се качувал по скалите во својата куќа. Разбрал дека ја пропуштил големата прилика да стане славен. Неколку вечери подоцна на телевизијата на вестите кажале дека еден младич е во притвор и тоа од соседството. Спикерот кажал дека полицијата го притворила тинејџерот кој препродавал дрога, кој работел наголот од улицата до бензинската помпа. Додека полицаецот го водел високото слабо момче кон автомобилот, на Калвин му застанал стивот. Уплашеното момче на себе е имало искинатата мајца со бројот 25. Джими Толинсон нема повеќе така брзо да продава дрога, ниту да игра кошарка. Од ненадеж, непопуларниот Калвин разбрал дека направил добар избор. Ако е да се биде во таа група, значило да се уништи со дрога, алкохол или со цигари, тогаш треба да си останам надвор од неа. Дури ако и никој не те примети, ќе се бидам слободен, а тоа е најважното. Наравучени на оваа приказна ги има повеќе, но јас би се сосредоточил на две. Не е се во парите, бидејќи не секогаш парите може да ви донесат среќа. Не може да ви донесат ни добро здравје, ни радост. Како велат, парите може да бидат добар слуга, но многу лош господар. Второ, многу е важно да си го барате друштвото со кое ќе се дружите. Бидејќи не секогаш оној во чие друштво и окружение сакаме да се наоѓаме, има исправен морал, мерила, стандарди и норми. Од таа причина Бог ни го создал мозокот да размислуваме, да резонираме и да можеме да донесуваме исправни одлуки кои ќе ни помогнат да бидеме подобри деца, послушни на Бога и на своите родители.